Еве не назад во утринската на Телма. Продолжуваме на еден интересен разговор со исто така интересен гостин. До душа ќе биде интересно да се чуе гласот на младите, а сакаме да одвојуваме време за младите и веќе денеска се мешаме малку и во јутјуберството. Така што имам денес гостин кој што ни доаѓа од Битола и кој што е познат јутјубер овде во Македонија. Па навистина ќе искористиме приликата да прашаме што ги интересира младите, зошто јутјуберите се популарни широм светот, па и во Македонија, колку ние можеме да го следиме трендот овде во Македонија, нели како такви, и се разбира многу интересни прашања поврзани со оваа тема. Добре ни дојдемо, велиме, на нашиот гостин од Битола, Стефан Ивановски или Стефан Стеф. Добро, на YouTube така попознат, така ли? Како си? Супер, вие? Одлично. Ние од рано се бајле, ама верувам и денеска заради доаѓањето во Скопје и ти рано си станат. Како млад човек сакаш да стануваш рано? Да, спортист дека сум и убаво ми е рано. Дејното се познава путрода. Така, и многу работи може да се завршат, така ли? Браво, добро, тоа е една позитивност кај тебе како млад човек, со оглед на тоа дека младите сакаат да спијат до подоцна. Така ли? Зависи кој јас научен сум рано станам. Така е. Сега една од особините дознавме, но другите ќе ги дознаеме со текот на разговорот. Реков ќе биде интересно и нешто не секојдневно, затоа што нели генерално јутјуберите се познати на интернет, на YouTube или на социјалните мрежи и претежно сакаат и таму да останат како такви и не често се одлучуваат на интервју на телевизија, така ли? Некако си го чуваат тој нивниот простор таму. Затоа ти благодарам и затоа сакам веднаш да почнеме на таа тема. Впрочем, од кога почнуваш да се занимаваш со јутјуберство и од кога почнуваш да снимаш клипови видеа? Јас почнав да се занимавам пред 4 години. Првото видео ми беше 2019. Тоа беше преку брачет ми, пошто јас се занимавав со кошарка 6 години. Имав клипчин на телефон и ми рече брачет ми зашто не гледаш на YouTube и му викам јас зашто даклам на YouTube, јас и YouTube сум два различни поеми. И тој ми рече немаш ништо да изгубиш, само можеш да добиеш. И току ми го кажа, баш влегов дома во собата, размислував и другиот ден го кладов на YouTube, нели знаев како оди процедурата се, од кога ми кажа пријателите како оди, тоаш почнав да се занимавам на YouTube. Конкретно само на YouTube или претходно беше на социјалните мрежи? Не, само на YouTube. Само на YouTube. А за какви клипчиња зборуваме? Со кошарка, спорт или нешто друго? Досетливи работи, теми кои што ги интересираат младите? Со што почна? Вака, во глобала 6 години тренирав кошарка, паќето клипчина, околу 20 клипчина, ете 25 ќе кажеме, беа со кошарка. Финти некој како да играат? Да, како што тренирав на тренинг што одев, исто го снимав и на YouTube. И кои ти беа првите кои што те следеа и какви беа коментарите? Првите кои што ме следеа беа многу заинтересирани, пошто текстовите ми беа на англиски и после ги префрлив на македонски. Сакав да му дам поттик на младите што сака да се занимаваат со кошарка, пошто ја сакав пред да одам на фудбал, ама ме предомислија моите така да продолжив со кошарката и ден денес ми е во срцето кошарката и никош нема да се откаже. Сега спортот како таков си бара на вистина посветување многу време, а од друга страна оние кои што не работеле на подготовка видеа и посебно нели на социјалните мрежи и тоа бара голем ангажман и време, нели посветување, не само снимањето, туку нели целата доработка на видеото, постирањето, па да се напише хаштагови и така натаму, за да сето тоа допре до што поголема публика. Да, треба се тек на време за да се монтираш, сам ги снимаш. Не, имам пријател што ми ги прави видеата, ама име кој ќе снимам видеата, прво со него комуницирам што како да изгледа, пошто не ќе он ма најнаш да клам, прво треба да се направи. Околу прави едно видео, зависи од колку ќе биде долго видеото, останува околу 1 до 2 дена да се направи видеото, тип-топ да биде. Да, твои се сугестиите? Да. Идеите, веројатно. Да. Сега на што повеќе се насочува, што повеќе сакаат да гледаат на твојот канал, да речеме? Па во глобала од прво кога почнав да се снимам со кошарка кој ги постирав, гледа поќе заинтересиран бе со кошарката, ама после Мими Марковски, кој ми е колега са на YouTube на платформата, пред тоа беше водител, ми даде поттик да снимам со познати личности, така да го сменав контентот малце, ја запоставив малце кошарката и после се навлеков за познатите личности, како интервју. Колку познатите личности во Македонија се расположени да зборуваат со јутјубер на подкасти, да речеме, и во најразлични видеа наменети за интернет?
Па рано Колку во е тешко да се стигнем до познатите, да речеме? Па рано во глобал морам да му се заблагодарам на Мими, пошто тој ми даде инспирација тоа да го правам. Мене ми беше многу срамно и не очекував дека никој нема да ми прифата. Ми беше од Солзи и смеа или Тој беше воде, да. И во Така? Солзи смее сега, да. Тој ми даде поттик да снимам со младите, па прв гост ми беше Виктор Постоловски, малце трема ме фати. А маце битолски, значи држите, добро. После почнавме, после почнав со Тоше Зафиров, со Елена Велевска и така со тек на време, ама со тек на време се умедуваме малце контент, да не биде исто исто. И што е разликата помеѓу тие интервјуа кои што вие ги правите на интернет од оние интервјуа кои што да речеме Елена Велевска би го правела во Утринска кога не била гостинка или Виктор Апостоловски, да кажам. Што е нешто што ги привлекува луѓето и што е различно, да речеме на YouTube во еден влог, еве да се изразам, не. Па реално во глобала с интервјуите што му правам, пример ги прашувам општо за кариерата и за нивната занимација што се занимаваат тие. А од друга страна на телевизија прашуваат некои други прашања што јас не би Ја ги прашувам за кариерата. Пошто најбо ќе му биде сигурно. Мора да има нешто друго, затоа викам што е разликата од моево интервју и твоево на Елена Велевска, да речеме. Добро, малку сакам да се пошегувам, нели? Опуштено си правиме разговор. Има ли исплатливост во тоа? Односно во Македонија може ли да се живее од јутјуберство, од подкаст генерално, од содржини само на интернет? Па реално искрено да бидам нема што тука да крием. Во Македонија е многу тешко, зависи како ќе се постави, која ќе е целта на YouTube. Има некои луѓе што снимат како хоби, а има некои што заработат, ама за да заработиш треба многу треба време, да имаш спонзори, да имаш јак контент. Јас ги знам тие позадински работи, но сакам да го искористиме твоето присуство и нормално да ги информираме, веројатно имаме и млади гледачи кои што се ги заинтересира нашата тема како е да си јутјубер во Македонија и би сакал, нели, за да не дојде до разочарување, да не мислат дека денеска ако почнам да снимам подкаст или YouTube видеа или на социјалните мрежи и така натаму, дека за месец дена ќе имам не знам колку прилив и средства, дека не е тоа така едноставно. Да. Плюс во Македонија, нели, оние реклами кои што ги појавува YouTube се редуцирани многу мал број, затоа што многу помалку има импресии со оглед на тоа дека сме мала земја и со оглед на тоа дека сме јазично и ограничени со тоа што верувам дека дел од видеата ги правиш и на англиски за да може поглобално, па доколку таа реклама се погледне, да речеме, во Америка или некаде широм светот, има поголема вредност, така ли? Да, паралелно во глобала да се наврата назад, прво за младите е многу лошо што се откажуваат од некои што ќе трнат. Имаме на поговорка што никош не се откажеш тоа што сакаш да правиш. Не знаеш кога ќе ти успее. А од друга страна, македонски јазик е лошо што, пример, на YouTube или на што било, не е многу опфатен и не е многу да се разбера. Рано за разлика од српскиот. И па со друга страна, ако правиш пример на англиски... Да, има поголема популација која што може да го разбере, нели, зборуваме за екс земите, зборуваме за многу, нели, во диаспората кои што го зборуваат тој јазик и може многу да допре до повеќе луѓе, а што има повеќе луѓе кои што кликнале и посебно во земји надвор од Македонија кои што кликнале на тие реклами, заработката е поголема, така? Да, нормално, па и од друга страна е лошо некои од македонски што почнат почетокот, после се префрлат на англиски. Не можеш да ги пофатиш. Па добро, титул има. Па нека става титул. Си се обидел на тој начин? Не, да се немам правана. И реално, ајде повторно да подсетиме. И може ли да се заработува за достоинствен живот од јутјуберство? Па оти да не, браче, не треба ништо да се губи. Што велат, нели комуницираш веројатно со пријатели кои што се влогери, јутјубери и така натаму, кои што се занимаваат со ова. Има ли можност да се заработи? Не прашувам колку, него дали има можност да се пристоен живот, една просечна плата да се извади од... Па реално просечна плата може да се извади, само треба многу труд и воля. Нештото што го правиш, пример, како што го правам јас, го правам со љубов. Не го правам, пример, колку за така да ми текне на друго. Поќе се правам со љубов, а за заработка може само треба многу труд. Наравно, кога не си насочен на тоа колку ќе заработам, туку она што сакам да го презентирам, односно содржината, многу полесно се заработува. Да, поќе се заработува, само треба многу труд. Треба многу труд. И со кој интензитет работиш, снимаш, објавуваш? Па што велат алгоритмите, колку труд треба да се вложи, колку видеа треба да се објават? Па рано во неделата клам 3 видеа. Сега сакам малце поќе да
го зголемам тоа за да бидам поактивен. Значи веќе у продукција ќе преминеш. Дај Боже. Добро, соработуваш ли со твои, да ги наречеме, колеги, нели? Кои што исто така имаат свои влогови. Има неколку колеги што се и надвор од Битола, ама паѓате тие се откажуваат, така да јас му викам да не се откажуваат? откажуваат, да. Губат многу волја, му викам да не се откажуваат, ама си имате тие своја цел што сака да се терат. Тоа е тоа. Не може ништо да му Види, реши. убаво е да се проба мислење. да се обиде нормално и најбитно што е, сепак содржината, како да ги привлечеш луѓето. Тоа е она што нели се цели и што привлекува внимание кај сите оние гледачи, било да се на телевизија, било да се на YouTube, нели треба на некаков различен начин да ги придобиеш. Овде наречеме јутјуберите, ако веќе двоиме од телевизија, можеби нивната популарност расте затоа што нели имаат можност да се изразат послободно, така, може да зборуваат со јазик на младите, така, може да нивните навики повеќе да ги разбираат и да бидат поблиски, па можеби заради тоа нели сепак доживува експанзија и блогерството и јутјубот како медиум, па и подкастите. Си се обидел за подкаст? Да. Само да појасниме која е разликата меѓу влогер, односно јутјубер, и помеѓу оние кои што прават подкасти, така, на YouTube ти го правиш интервјуто, ама сето тоа е исецкано, измонтирано и така натаму, или едноставно кажуваш некои твои теми, споделуваш со оние кои што те пратат. Додека подкаст е во живо, може некогаш и да биде снимано, но цел разговор од минимум саат време, така ли? Да, Да си кажете се. Така е, кај мене пример ги правам слично како подкаст, ама не е до толку приближно до подкаст, пошто кај мене пример траат видеото од 15 до 20 минути, зависи на што тема ќе се разговара. А од друга страна подкаст оди 2 сати пример, пол сат ви како што кажавте, во живо. Време, така, во живо, без монтажа, без илустрација, него чисто разговор, така ли? Да, и забав да напоменам со донации што беше со подкастот, така поќе се прави. Мислам повеќето во глобала како Лазаровше. Аха, од донации на следбеници, Да. така ли? Кои што можат да донираат, односно да дадат некој денар. Добро. Оно што е интересно, средно медицинско Да. и медицинава, каде си? Ништо за хемијата не многу ме јадеше и Меѓу спорт, влогерство, Маза се измеша некако. се измеша работи, Да. наместо сега ти тука медицински совети да даваш на YouTube. Малце чудно му е. Дека Да, стригата смена. ќе се враќаш на? Не ме се вера. Не. Добро. Сега каде ја вметнуваме тука музичкава сцена, која што сакаш да ја освојуваш полека, затоа што ќе погледнеме едно видео кое што го направи поточно твојот спот. Зошто се реши на спот, музика и во тој дел? Зошто се решив тоа, може да кажам за брат ми, пошто брат ми сакаш да се занимава со музика, ама како не се вклопи во тоа, па ме рече оти да направам јас. И јас си реков, баш си реков 1000 субскрайбери ќе направам, ама си реков да најбрзо да почекам со тек на ги време. направи предизвик, ако ја добиеш 1000 субскрайбери, ќе направиш песна. Да. И тоа малце почекам на тој, околу 3500 субскрайбери, тоа што изведов песни. И ми беше многу мило. Добро, и јас ќе пробам на 5000 субскрайбери. Добро, ќе направиме еден предизвик така. Може Пали да. тоа? Договора, да, оти да не. Да. Добро, што се несе до музиката, до музичкиот проект со кого соработуваше, како ќе се одвива, ќе продолжиш да правиш песни на 10.000 субскрайбери? Па вака сега план ми е налета да не кажам правам, планирам да извам песна. Ама точно со песна, пример, јас ги правам како што беше првата раперска, поќето така ми лежат. Кога да правам пример вала таква, да пошто немам многу глас за такви песни да пеам, затоа се пронајам пример во раперски такви песни. Подобро, овие кои што се модерни. Да, денешно време веројатно што се се слуша. обрекнеш на таа популација, Да. младите, оние кои што се на твоја возраст. Па и реално во глобала тоа се слуша се. Добро. И ме интересира во Битола како се прифатени јутјуберите и оние кои што се издвоија во јавноста, а не се ТВ фаци. Во Битола Битолчани како реагира? малце чуден народ е, пошто многу завидват, многу се љубоморни и никош И што нека вика ти да... имаш 5000 фоловери? Не, реално пример, кој ќе сакаш нешто пример да позна дали си пејач пример или нешто друго, едноставно сака да те турнат и ти смеуваат. Ама мене тоа не мислам, пошто од кога почнав ова треба психички, физички да бидеш многу спремен.
Пошто реално некако почни пример и ако ги слуша другите, се откажеш пример одам до крај. Дали зборале лошо или јарно, јас си го терам својот пат. Да, јасно. Тоа се однесува на сите оние кои што сакаат да се занимаваат со јавна професија, нели? И Да. сите оние кои што било да е на телевизија или на YouTube, нели, допираат до јавноста. Нормално треба да бидеш подготвен и ти и сите ние и за позитивни и негативни критики, а кога се негативните, нели, на место, како што викаме, дефинитивно се за добро, за да можеш да се поправиш, така ли? Да, тоа што го зборат лошо пример или јарно, го прат пример лоша критика, нешто пример што греше, можам да научам, а нешто пример нешто вулгарно што се зборува што Хејтерски. да, пример не допира до мене, не ни се замарам со такви работи, има Па побитни добро е, работи. што првата не треба. граница си ја поминала, Да. да не допира до тебе. Така, ти има зависи некој што се завидува што му смета нифи и се откажа заради некои други работи. Јас пример не би се откажа за некој што му смета и што не ме бендис. Ако не бендисва, секој си има свој цел во живот. Дали ти биш јутубер или пејач или ти биш бизнисмен, исто е. Да, едноставно. Смени го каналот. Да, YouTube каналот Така или е. ТВ каналот. нормално. Ај кај нас е потешко, пошто ние се обраќаме нели до поширока маса на луѓе, а кај вас е едноставно може да го смени затоа што тоа е твој приватен простор. Така. Благодарам многу. Ти посакувам успеси и се разбира те чекаме пак со некои интересни проекти, зашто да не. Фала, ве чекам ја да ми дајте да ми Ка, гостувате. различно е на телевизија вака од на YouTube. Не, исто е. Исто е? Да. Добро, тоа ме интересира. И добро, нека биде ова покана и до сите јутјубери, подкастери и сите оние кои што функционираат на социјалните мрежи на интернет, затоа што некако одбиваат да доаѓаат на телевизија, да се плашат, да некако не се на нивен терен. Трема може. Трема може би, да. Ти благодарам уште еднаш. Фала многу и на вас. Спотот може да го погледнат и на твојот YouTube канал, ќе ги поканиме да го дзирнат, нели, Стефан Стеф, во секој случај таму тоа е твоето место за кое што зборувавме Да, изминативни така е. минути, така ли?